Граѓаните во сметките да добиваат упатство како самите да си ги читаат броилата. Од регулаторната комисија сметаат дека за да нема толку многу паушални сметки за струја, во моментов ова е подобра опција отколку електродистрибуција да инвестира 10 милиони евра и на тој начин да обезбеди се што е потребно за месечно отчитување. Бислимовски смета дека ваквата инвестиција на компанијата може да ја поскапи струјата до 5%, па затоа предлага парите наместо за ресурси за поредовно читање да се инвестираат во паметни броила, нешто што им се налага и со законот за енергетика, а до тогаш граѓаните сами да ги проверуваат броилата. За набавка на нови мерни уреди, на крајната цена влијанието би било 0,1%, речиси никакво влијание, така да тоа ќе го направиме и во наредниот период. Регулаторна ги загрижува и одлуката на Уставниот суд со која се овозможува полесно исклучување на граѓаните од парно грење, доколку тоа го сакаат. Велат ќе ја почитуваат одлуката, но предупредуваат и на последиците од оваа одлука. Зголемен број на исклучени потрошувачи, што ќе влијае негативно на цената за топлинска енергија, односно ќе доведе до зголемување на цената за топлинска енергија, а од она, од што особено се плашам, е доколку тие потрошувачи кои што би се исклучиле и би започнале да се греат на електрична енергија, ќе го оптоварат особено дистрибутивниот систем во градот Скопје. Инаку електродистрибуција изготви анализа која ја побараа регулаторите, а од која требаше да се види колку пари би им биле потребни за да можат да ги читаат броилата еднаш во месецот. Според пресметката, почетната инвестиција би била околу 10 милиони евра за да набават опрема и кадар, а потоа во секоја наредна година за плати и одржување на опремата ќе треба да трошат по 7 милиони евра. Според законот за енергетика пак, компанијата има рок од 7 години да ги замени постоечките со паметни броила.